Дојде време за лансирање на електричната шкорпија на Abarth базирана на Fiat 600, која беше представена на почетокот на годинава. Но тогаш италијанците останаа должни за техничките податоци. Кажаа само дека ќе има 240 конски сили. Затоа сега попријатно звучи изненадувањето дека Abarth 600 ќе биде лансиран во две верзии, најавената со ознаката Turismo и полутата Scorpionissima, која располага со 280 коњи. Идентични однадвор од цивилниот Fiat 600 се разликуваат по агресивниот изглед. Браниците, кои се помасивни заради што порасна и должината на целиот автомобил, имаат големи отвори за воздух кои главно се само од декоративна природа. Спортскиот карактер го нагласуваат дифузорот и спойлерот назад, направени од материјал налик на јагленородни влакна. Од техничките зафати зголемени се трагите на тркалата, кои се од 20 инчи и монтирани се покрути стабилизатори. Опремен е со механички диференцијал со ограничено продизгување, а сопирачките се засилени со поголеми дискови и 4 клипни клешти напред. Внатрешноста е облагородена со комбинација на кожа и алкантара. Седиштата се изразито спортски, а управувачот подебел и со истакнатата ознака за нулта позиција. Опремата, меѓу другото, вклучува и аудио систем кој преку звучниците имитира звук на мотор со внатрешно согорување. За погон е задолжен еден електромотор сместен напред кај посилната верзија и ќе ја катапултира до 100 км/ч за 5,85 секунди. Максималната брзина е ограничена на 200, а капацитетот на батериите е доволен за автономија од само 334 км. За нивно поефикасно користење, Abarth 600 е опремен со 3 режими на возење кои нудат различни излезни моќности на погонскиот мотор. Цените во Италија се поставени на 43, односно 49.000 евра.